Да се навратиме ние на нашите гости овде во студиото, малку развеселено и разубавено. Добро утро за Весна, нашата гостинка, добро утро за Ирена. Добро утро. Весна се најавив како ракотворка, така? Вие ќе си разговарате подетално, но сакам да ве прашам, кој од празниците ви е најголема инспирација? Новогодишните празници и нели божитниот период сега. И божитниот. Да. Убаво. И Тоа е, Светка? да. Леле, што е убаво, баш убаво. Ви благодарам многу, Ирена, повелите се Да, разговор. искрено ти благодарам. Додека си разговараше со гледачите, го украсувавме студиото, некои 5-6 минути ни беа потребни да ги представиме овие производи, да ги ставиме овие новогодишни елки. Како што кажа Искра, вака убаво да светкаат, а јас да ја представам мојата гостинка ова утро, почитувани заедно со нас и со вас, Весна Митревска. Весна е дипломиран правник. Меѓутоа, во слободно време, како што каже Искра, ракотвораc, односно изработува рачни изработки, уникатни, за декорирање на домот и просторот. Дел од овие изработки од вештите раце на нашата гостинка Весна се овде кај нас во студиото. Ќе ги видите и дел од фотографиите кои што не ги испрати Весна, ќе ги видите незините изработки и во текот на разговорот. А она што е овдека е навистина преубаво, уникатно и навистина убав украс и за домот и за просторот, може да биде и работниот простор. Весна, добро утро. Добро утро, Ирена, ти благодарам. Благодарам што ова утро си заедно со нас во нашето студио. Сосема друга професија, меѓутоа ова е она што го изработувате во слободното време, можам така да кажам, Декоратива М. Да. Декоратива М постои веќе 8 години, од 2016 година, ама како започнува приказката? Ирена, ти благодарам на поканата пред се. Добро утро и до сите гледачи на Алфа телевизија. Приказната за Декоратива М започна 2016 година, сосема случајно, последно мое патување или летување, каде што донесов така интересни школки и решив дека сакам да правам свекници со морски мотиви. Потоа од тие свекници со морски мотиви почнав да изработувам и да искористувам стари теглички во разни форми и шишиња и да ги трансформирам во свекници, вазнички и слично. Ми беше доста интересен период и почеток, до толку бев задлабочена во сето тоа што едноставно и другарките кои ќе ми се јавеа за да ме викнат за да искочиме, јас не сакав бидејќи ми беше поинтересно да сум дома, да и да ги изработувам тие декорации, да фарбам и да бојам и да ставам светки, да лепам и така. Да. Може да видат гледачите во нашето студио, нашата масичка е преубаво декорирана. Ова се новогодишни венчиња. Така, да. Еве ги двете венчиња. Потоа ќе ми помогнете малце, ова е, мене ми заличи на торта, ама не е торта. Не е торта, тоа е снежно-бел новогодишен свекник, така јас, да. Снежно-бел новогодишен свекник и овде доле се оние елкички кои што во живо сега повеќе светкаат, гледам како се гледа на екран, ама навистина се преубави, убава декорација за домот. Сега ќе зборуваме малку подоцна што се изработувате, ама бидејќи сме кај новогодишните и божикните празници, покрај овие изработки, што е друго актуелно во моментов, што е она што се бара? Во моментов најактуелни се овие декорации, значи новогодишните и божикните, меѓутоа исто така и одредени пакувања за, ајде да речеме, славите или сега за подароци. Многу од тие со кои што соработувам, па и моите најблиски, сите нели знаат да дојдат кај мене да ми го спакуваш ова, да ми го направиш вака или така. Исто така се интересни, изработувам и за угостителските објекти интересни свекници кои што се внатре со лед сијаличка, цвет и порака на самата флашичка, така да ги ставаат на секоја маса посебно и служи како декор и дава светлина и дава нели убав момент со самиот цвета и поготови со пораката е многу интересно. Секоја порака е различна. Секоја порака е различна, најчесто за угостителските објекти е нешто поврзано нели со пијалок. Меѓутоа изработувам и посебно за, да речеме, мајки, девојки со порака нели соодветна за
за намената за која што ќе ми ја побараат. Да. Тоа е она што работите. Веќе ќе ја замолам и режијата, имаме фотографии, да може гледачите да видат што е она што изработува Декоратива М покрај овие украси овде што ни ги донесе Весна. Еве веќе се гледа дел од фотографиите кои што ни ги испративте. Да, декорациите за свадби, значи бомбончиња невестински, китенки, венчиња свадбени и све што е поврзано, значи декорација за свадба, за детски родендени и слично. Да, тоа е актуелно во повеќе пролет или летен период. Да, ова се декорациите за свадбите. Да. Весна, што е она што најмногу се бара? Еве ги елките, да, оние кои што јас мислев дека се помали, ама вака во живо се навистина изгледа баш убаво и симпатично. Да. Што е она што се бара настрана од новогодишните и божикните празници, што е она што најмногу ви бараат комитентите и како доаѓате до идеја за изработка на една декорација, дали е тоа во заедничка комуникација со клиентите или тоа се ваши идеи? Од каде ја црпите инспирацијата? Најчесто се мои идеи, инспирацијата ја црпам од природата, зависи од материјалите од каде се, или од социјалните мрежи, а секако доколку и самите клиенти имаат некој предлог, нормално заеднички со нив го изработуваме, тоест го изработувам согласно нивните желби. Да. Ги спомнавте материјалите. Да. Што најмногу користите? Дали се ова материјали органски, како што сега обично практикуваат сите? Се трудиме, да. Да, и колку време ви е потребно за изработка, предпоставувам различно, меѓутоа отприлика еве ако гледачите би сакале нешто да нарачаат, има се уште време до новогодишните и божикните празници, колку време е потребно еве преубава елка сега оди во моментот, колку време ви е потребно за изработка, еве конкретно за овие новогодишни сега подароци? Различна е изработката, времето на изработка, значи од половина час па до неколку дена. Зависи колку е сложеноста на продуктот. Материјалите кои што се користат се дрво, текстил, стакло. Овие сега се актуелни, да речеме така, по меките материјали. Да. Снежни. Да изгледаат, да. Еве ги тие во моментов што идат. Тоа се шишенца? Шишенцата, да, како декорација, свекник, и вазна за во ugostiteljските објекти. Да. Изработувате, Весна, и свекници или свеќи или само изработувате чашки на кои што може да се стави свеќа? Чашки во кои што може да се стави свеќа. Значи свеките не. Да. Добро, сега вака, бидејќи вие не дојдовте со празни раце, ни го разубавивте студиото, секогаш сакате и да подарувате, бидејќи новата година служи токму за тоа, нели? Кога станува збор за подароци. Ние ќе побараме двајца гледачи да ни се вклучат овде во студиото и сега едниот ќе добие оваа преубава, ова е чашка. Да, тоа е чашка која што е направена од снежноста на чашката е од шеќер. Шеќер, да. Да. Украсена со не се јаде, да. Еве, ова едниот гледач ќе доби оваа преубава чашка, ќе можете внатре да си ставите свеќа и да ви свети за време на новогодишните празници, а вториот гледач кој што ќе ни се јави, ќе го доби овој преубав, ќе може малку само да ми помогнеш, овој преубав божикен венец, овој може да се стави на врата како убав украс и ќе ви го украсува домот и за новогодишните и за божикните празници. Слободно јавете се од Декоратива М, подарок за, навистина убави подароци за двајца наши гледачи кои што ќе се јават и домот ќе ви биде украсен со овие навистина убави се сега за ова, мислам дека како ова и како свекник. И како свекник. Тоа сакав да кажам, еве овој венец може значи да се користи и како венец, ама може и како свекник да се ставаат свеките. Добро утро до првиот гледач, повелете. Добро утро, ако сте. Да, вие сте, ако сакате представете се, ако не предпоставувам ги оставивте вашите податоци во режија. Еве оваа преубава чашка за свекник, која што е убаво снежно декорирана од Декоратива М, оди во вашиот дом. Повелете во телевизија Алфа во наредните 2 недели и да си го подигнете овој убав. Поздрав до рекордворката. Многу убави декорации, прекрасни декорации. Ви благодарам.
Ви благодариме. Ако имаме уште еден гледач на линија, веднаш ќе ве поздравам и вториот кој што ќе ни се јави ќе го добие овој преубав божикен и венец, ама и свекник, бидејќи има место за 4 свеќи. Еве, ќе оди во вашиот дом. Многу е убаво, баш новогодишно, божикно, во боите на божик црвено-зелено, кафено украсено со шишарки. Златно. Да, и златно. Весна, правник сте по професија, работите нешто сосема друго. Има ли можеби некој спој помеѓу правото и помеѓу оваа ваша работа која што ја работите? Помеѓу уметноста? Па секако мора да е прво љубовта, нели, за тоа што сакаме да го работиме. Во однос на правото, па ајде да речеме прецизноста во изработките, нели, и прецизноста во правото, така да тоа може да биде некој спој. А по секако, нели, ќе кажам љубовта и кон едното и кон другото. Да. Сега зборувавме за... пред да го продолжиме разговорот, еве колегата ми дава сигнал дека имаме гледач на линија. Добро утро. Добро утро. Оставивте ваши податоци во режија. Да, оставих податоци. Да. Ве поздравувам двете, и водителката и гостинката, и се заблагодарувам за поклонот новогодишен. Да, вие ако сте од Скопје, можете... Од Скопје сум од Ново Лисиче. Па добро, можете или вие, или некој во ваше име, да дојде и да си го подигне, па дојдете побрзо, не мора да чекате 2 недели, на вистина нека го краси овој преубав венец вашиот дом. Така, ви благодарам многу. Јас ви благодарам што ни се јавивте. Ако имате некое прашање до Весна, повелете. Значи, ова е и венец за наврата, меѓутоа може и како свекник. Па немам прашање, само што станав, пуштив телевизорот и гледам ова, викам тука ќе има подарок. Па одлично. Си го искористивте моментот и еве нека ви е алал и нека ви е со здрави и со среќа да си го користите овој преубав подарок и не мора само оваа година, може да трае да се користи така, и повеќе години. Ви благодарам што не следите и ви благодарам што и ова утро сте заедно со нас. Весна, во тек се новогодишните базари. Така. Ве прашав досега, 8 години постоите, меѓутоа некое учество на базари нема, ама дали се планира можеби во иднина? Во иднина, да да, ве запознаат малку повеќе, еве вака да ве запознае публиката, бидејќи да вистина имате преубави декорации и може да кажете како може да ве најдат сите. Исто како јас што ве најдов на Инстаграм. Така, да, Инстаграм или Фејсбук, нели социјалните мрежи. За базарите, да, сум размислувала, меѓутоа се уште немам учествувано на ниту еден базар, меѓутоа во иднина секако да, би сакала и ќе учествувам. Да, тоа е убаво место каде што се сретнуваат и изработувачите, ракотворците и оние кои што се заинтересирани за нивните ракотворби. Инаку посетувам базари и ги почитувам, посебно бидејќи јас го работам истото, така да верувам дека учеството на еден базар ќе донесе нели само убави работи, меѓутоа во иднина нели ќе се потрудам да бидам присутна и таму. Да. Една ретроспектива ако треба да се направи за годинава што измина, за декоратива М, дали беше успешна година? Да, јас сум задоволна. Значи, зависно од периодот, дали Валентајн, 8 март, па летниот период со свадбите, сега поготово и пред Нова година, можам да кажам дека сум задоволна. Да. И уште едно прашање за крај, кои се вашите очекувања од новата година, која што веќе еве ние на прагот, за некои 7 дена веќе ќе ни дојде? Така, да, очекувањата да сме здрави и живи пред се сите, континуитет да си има нели во изработката на декорации, секогаш е добродојдено нешто плюс, така да секогаш нели сите се надеваме дека ќе имаме нешто повеќе и повеќе, зборам, од тоа што го работиме. Планирате ли можеби некој продолжен простор за овие ваши производи во годинава што следи? 2025 за сега немам некоја идеја за продолжен простор, меѓутоа никогаш не се знае. Да, секогаш да, можноста е отворена, никогаш не знаеме што може да донесат нели следните месеци во годината. Благодарам, Весна, за вашето учество денес овде во нашата програма. Иако кажавте на почетокот дека
рано одамна не сте станале вака рано. Ви благодарам и за тоа. Сега ќе ве ослободиме да се вратите на вашите работни обврски. Работите нешто сосема друго, што не е поврзано со декоратива М. Ви благодарам уште еднаш и се надевам дека ќе има повторно можност и прилика да ни бидете гостинка овде во студиото, бидејќи по новогодишните празници, како што кажавте, следува Валентин, па следува Великден и секогаш има нови интересни изработки. Ти благодарам, Ирена, и на тебе на поканата и поздрав до сите гледачи, среќни празници што следат на сите. Ви благодарам, Весна, ви благодарам, Ирена.